Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во центар на Алфа телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Што во последните 10 дена се случува или и се случува на Македонија? Дуи вели на Македонија и се заканува либанско сценарио и Скопје да стане Бејрут. Опозицијата вели на Македонија и се заканува можноста да се повтори 2001 година. Власта одговора, некој сака политички да ја дестабилизира Македонија. Останете со нас во наредните 50 минути и можеби некои од нашите одговори ќе бидат најблиску до вистината. Дали структурите на ДУИ се во право кога предвидува дека во Македонија може да се повтори либанското сценарио и кога Скопје може да биде претворен во Бејрут? Господине Тренов, како поранешен министар за внатрешни работи, како ги оценувате тезите дека ако продолжи ескалирањето на оваа ситуација, Скопје лесно може да биде претворен во Бејрут? За сега нема политичка платформа која што ќе биде доминантна, која што ќе ги потикнува граѓаните на дестабилизација, на меѓуетнички конфликти. Тоа е добро, бидејќи доколку има таква платформа, може да мобилизира луѓе, може да активира екстремни групи, групации кои што се присутни во Република Македонија и да доведе до меѓуетнички судри. Што ќе има платформа, господине Тренов, кога тие што ја пишува платформата 2001 година се сега у власта? Тие не треба да прават политичка платформа, имат институции на власта во своји раце, имат градоначалници, имат политичка партија, имат гласови на албанците. Тие на некој начин исто учествуваат во завирување на страстите. Владината коалиција од македонска страна учествува во завирување на страстите. Мегафоните на власт учествуваат во завирување на страстите. Ги множат албанците по нула. Тоа не треба да го пренебрегнеме. Генерално, затоа зборам дека генерално во Република Македонија не може да се очекува дестабилизација или настани кои што можат да ја предизвикат да влошат состојбата, да ги влошат реприза на 2001 например. Или реприза, уште помалку дека може да се претвори Скопје во Бејрут, дека секојдневно ќе има вакви настани. Господине Мехмети, никој не смее да ги тепа албанците, освен влада во која се наоѓа ДУИ. Па чудно, но изгледа дека и за да бидат тепани албанците најлесно е кога имаш инфериорен коалиционен партнер. И како инфериорен, гледате колку сериозно звучи Али Ахмети, или завчера или пред 4 дена на председателството. Посебно се симпатични неговите изјави да не се политизираат и да не им се даде етнички предзнак на овие тепачки, кај што е јасно се толку политизирано и кај што децата се тепат врз база на етничка основа, не се тепат тие врз база на некои афинитети, не знам, културни или за тоа дали да се влезе во НАТО или да не се влезе, тие се тепат затоа што се албанци и македонци. Добро го каже Али Ахмети, ние сме сериозна партија, ги разгледуваме реалните состојби на теренот и врз база на реалните состојби ќе оцениме како политички делуваме. Знаеш што сака да каже? Па не знам, сано, сега не би сакал јас да одговорам за тоа што некој мислиот и ми се не прифатливи таквите логики, но тоа што јас го гледам е следното, дека Македонија тоне во Бермудскиот триаголник што го создаде Груевски. А тој Бермудски триаголник ги има следните краци: корупција, национал романтизмот и фашизоидноста кон албанците посебно. И сега јас не знам коалиционет партнер како обстоја во овој триаголник, но знам дека тука тоне Македонија и дека јас лично мислам дека од ова ќе излезе распарчан. Господин Османе, ми се чини дека вие може да изедете поише ќотек отколку што ВМРО планира да ве тепа како албанци. Не, ја не мислам дека прво проблемот треба да се гледа како меѓупартиски проблем, бидејќи тоа е повеќе агенда на некој кој што мисли дека треба да се направи конфликт помеѓу политичките партии кои што ја сочинуваат владата. Сметам дека овој проблем е поголем и покомплексен и дека не треба толку тесно партиски да пристапиме, бидејќи нема да можеме да извлечеме реално што е причината и ако не знаеме реално што е причината, нема да знаеме ни што е лекот. Се извинувам. Да. Дали ставот на ДУИ е дека треба победникот кај албанците, победникот кај македонците да коалицира? Да, апсолутно, тоа е воспоставен принцип. Бејќи тоа треба да биде една стабилна влада која ќе ги артикулира размислувањата на мнозинството на населението. Апсолутно, да. И ви гледате дека во конкретното функционирање
артикулирањето не ви оди од рака, бидејќи имате инциденти, бидејќи вакво незадоволство кај албанците од премиерот на владата, 83% од албанците се незадоволни од Никола Груевски, немало ни во време на Косово од Милошевиќ, немало во времето на ниту една албанска партија во владата на Република Македонија. Таа ваша политика носи до тоа и вие сте соучесник во тој дел на политиката. Видете, ние сме автономна политичка партија со своја програма која што го извлекува легитимитетот од албанците и ги представува албанците во владата. Ми ако сте автономна политичка партија, што барате у владина коалиција? Македонците. Значи ние владееме заедно. Ние не сме една коалиција која што прави политика. Туку владееме заедно, представувајќи ги двете поголеми етнички заедници во владата преку тој легитимитет кој што е земен на избори. Како ги представувате тие двете етнички заедници? Кога се качате во 58 автобус или во 64-ка или во 46-ка, и кога ќе видите како се тепат македонците и албанците кои пред 9 месеци гласале за вас или гласале за ВМРО ДПМН, тоа ќе сватите како ги представувате. Повторно премногу теснопартиски е тој пристап. Јас сметам дека пак ќе кажам, проблемот е многу покомплексен. Тоа е проблем на општеството во целина, начин како обичниот човек пристапува на овој проблем. Како еден човек реагира во социјалните мрежи кон било кое прашање. Например, имате во социјалните мрежи формирано група за спас на херојот Трифуновски, нели убиецот на двајцата млади во Гостивар. Тука не е проблем на една политичка партија. Тоа е веќе проблем на општеството. Господине Бујар, кога пред 9 месеци специјалец утепа дете во центарот на Скопје, вие се правевте ко невина девојка која ништо не знае, ништо не гледа, и беше важно хашките случаи да бидат амнестирани. Не се извинам. Кога ви утепаа двајца во Гостивар, тоа викате како го прават Херој Трифуновски, па Херој го праве и Спасов. Такви групи за поддршка на социјалните мрежи имаше за Спасов, но тоаш не ви интересираше. Тоаш беа битни тендери, ви беа битни хашки случаи, ви беше битно да добиете министерски места и за тоа ги жртвувавте албанските интереси. Нашиот став е конзистентен. Не сме да има селективност при обелоденување на било кои активности кои што увлекуваат, нели, кои што имаат насилство. Селективност по однос на етничка или било каква друга припадност. Тоа го бараме и сега во овие настани. Вие имате случај, го бараме од органите на барате ли оставка на министерката за внатрешни работи? Државата. Видите, сметам дека оставката е институционална категорија. Мислам, одговорност е институционална. Што треба да направи полицијата за да вие побарате од министерката? Одговорност треба да имаат сите тие кои што имаат, кои што владеат во моментот, односно раководат одредени полицаец оди 100 метри, зима пиштол, се враќа и убива двајца албанци. Добро. Двајца албанци. Да. И органите, Министерството за внатрешни работи, односно органите на правото треба да го обелоденат случајот и органите за внатрешни работи злосторникот да ја добие заслужената казна. Пробаат да го амнестират. Ако гледате медиумите под контрола на вашиот коалиционен партнер, се обидот да го амнестират, да го направат жртва на лошите албанци. Мегафоните на власта кои ги стимулира, велат ги множиме албанците по нула. Вие сте дел од таква владина коалиција. Непријатно мислам дека ќе ви стане со тек на време да ги погледнете албанците во очи. Вие го терате разговорот во делот зошто Дуј останува во владата. Мислам дека тука концептот ни е сосем различен. Дуј не е во владата заради тоа што е во коалиција со една политичка партија. Дуј е во владата затоа што албанците на последните избори избрале да биде во владата. Може ли едно прашање? Нема може ли едно прашање да поставам? Двајца загина во Гостивар пред 10 дена. Добро. Се собра некаде по слободни проценки помеѓу 10 и 15 илјади луѓе. Добро. Да изразат револт, меѓутоа да изразат и поддршка за семејствата на тие двајца загинати. Кај беше вашиот лидер тогаш? Значи, нашите највисоки партиски функционери, вклучувајќи го потпредседателот на партијата, вклучувајќи го координаторот на пратеничката група и друг пратеник, беа дел од тие од луѓето кои што се солидаризираа со семејствата на загинатите. Каде беше вашиот лидер тогаш? Нашиот лидер во моментот води политичка партија и ги води сите тие комплексни процеси и раководи со нив. Вашиот лидер беше на прослава на Скендербег во Албанија. Дали прославата на човек умрел пред 600 години
кај што се јади, се пие и се чествува се вином, е поважно од тоа да изразите почит на 20 загинати, кои може гласале за вас во Гостивар. Видите која е тоа невкусна порака која се праќа кон гласачите албанци. Мислам дека ви е погрешна тезата комплет. Дуи е политичка партија представена од сите органи и функционери кои што ја сочинува. Значи не ја представува само председателот Ахмети, доколку подпредседателот Бејта, доколку координаторот на пратеничката група биле да се солидаризираат со семејствата на погребот, меѓутоа на загинатите, меѓутоа сите ние бевме со семејството, сите албанци беа со нивија делеа болката со нивото и момент. Меѓутоа исто така побаравме и од органите да ја обелоденат случката и достојникот да добие заслужената казна. Ако беше албанец министар за внатрешни работи и ако албански представник на полицијата или албански представник во Алфите убиеше двајца македонци, дека ВМРО ДПМН немаше да бара оставка тоа да албанец министар? Апсолутно ќе бараше. Видите, вие како кротки мачиња предите. Значи, вие страв да побарате оставка на жената во чиј мандат се убива дете, се убива двајца полицајци, се прават ршум на потези кои штетат на демократскиот капацитет во Република Македонија. Едно треба да се свати дека ДУИ нема да биде инструмент на било која политичка партија, дали е тоа во владата, дали е тоа во опозицијата. Ако мислите дека ДУИ ќе спроведе агенда на било која опозициона партија или било кој што сака заради своји партиско-прагматички политички интереси да побара оставка, да излезе од владата, ДУИ нема да го прави. ДУИ е сериозна политичка партија која што се познава по конзистентноста на ставовите, која што не делува во еуфорија, која што добро ги осмислува своите потези и не случајно ДУИ е најсериозниот партнер на меѓународната заедница. Имате ли читано анкетите кои се прават од македонските рейтинг агенции? 83% од албанците имат негативно мислење за Никола Груевски. 96% од албанците велат дека се поголема бројот на луѓе кои не може да си ги платат сметките. Зборам за албанците. 80% од албанците велат дека Македонија се движи во погрешна насока. Тоа се фрапантни бројки. Знаете, во еден временски период вие може да ги лажете албанците дека тоа е заслуга на Никола Груевски. Меѓутоа ќе дојде денот кога тие ќе ви речат и се извинувам. Вие сте биле дел од таа владена коалиција. Значи, вие сте дошле на власт бидејќи сте го обвинувале ДП дека е нелегитимен 2006-2008 година и клучното било Бродец, кај што биле тепани албанците. Во време на ДУИ се тепани многу повеќе албанци. Се убивани многу повеќе албанци отколку што се убивани во времето на било која албанска. Пред 10 дена ви убија двајца. Пред 10 дена ви убија двајца. Во Радуша го убија четворица. Не смее да се спореди Бродец, каде што имаше полициска акција и во таа полициска акција беа убиени и тепани цивили од еден случај на полицаец кој што не бил на должност и ги убил своите соседи. Значи тоа се неспоредливи тоа се неспоредливи работи. Пред 3 месеци во нашата емисија во Центар, која се емитуваше некаде околу 20 декември, ние проценувавме дека меѓуетничките односи се толку кревки што само една тепачка може да ги донеси до работ на одреден меѓуетнички поширок инцидент. Дали тоа би можело да предизвика нов конфликт во Македонија, не се многу тешко да се каже, но дека работите не ода во вистински правец, тоа е веќе очигледно од авион. Али Ахмети Летовски имаше една изјава која беше многу тврда во однос на решавањето на статусот на Косово. И рече секој што ќе помисли дека тamo може се менуваат граници, дека може да има северно Косово и така натаму, се лажи и дека на тоа ќе биде одговорено. Од прилика да парафразирам. Пред месец и пол ден имаше повторна многу груба изјава во исти вокабулар за Македонија, кај што имаше речено дека тој не може да гарантира. Тој не може да гарантира ако Македонија не влезе во НАТО и во Европската унија. Знаете што, и без Али Ахмети јас ја делам истата теза, затоа што и за неја сум зборувал многу одавна. Тоа што ви го кажавте дека го изјавил Ахмети, практично тоа зборува реалноста која и без Ахмети ние треба да ја знаеме дека е така. Пред 2 недели се договорија србите и косоварите околу тоа условно или формално или неформално признавање на Косово со фуснота. Сите очекуваа дека притисокот врз Македонија после тоа договарање помеѓу Белград и Приштина ќе биде се поголем. Северно Косово е тлејачко жариште. Во Косово се јавуваат група на пратеници кои бара спојување на Косово со Република Албанија. Дали притисокот поред тој договор помеѓу Белград и Приштина може да се префрли денес на Скопје? Значи, промена на границите во Балканот ќе има катастрофални последици за сите држави.
Има ли опасност со тоа? Има ли опасност? Косово, доколку преовладат ставовите дека треба да се подели, еден дел да се спои со Србија, тогаш мислам дека ќе се радикализираат состојбите и тие ќе барат компензација. Тоа порано уште во неколку колумни во Дневник го актуализирав како прашање дека поделбата на Косово директно ќе го загрози територијалниот интегритет на Република Македонија. Тие направи референдум пред еден месец или месец и половина, кај што барат да не биде Северно Косово составен дел на Косово. За сега меѓународната заедница, посебно битните фактори НАТО, Европската унија, Соединетите американски држави не поддржуваат поделба на Косово. Од друга страна косоварите велат, ако е тоа така, тогаш ние сакаме да се споиме со Албанија и да биде на 100 годишнината на Призренската лига. Албанија и натаму присутна. Повремено таа се промовира, се подгрева за да остане, да биде жива таа идеја. Така да, без разлика на председателот на албанската влада што тврди дека таа е глупост, таквите идеи и промоција на таквите идеи, сепак таа идеја е витална, присутна и повремено не подсетуваат на таа идеја. Повеќе од 10 години Александар Тијенич, генералниот директор на Српската радиотелевизија, еден од неколкуте клучни играчи кои го креират српското општествено јавно мислење. Според Тијенич, после признавањето на Косово со фусното од страна на Србија, шансите на Македонија се многу мали, а ако тој има мало количество на пари, веројатно тие пари повеќе ќе ги стави на албанските интереси на Балканот. Во што е проблемот, почитувани гледачи? Проблемот е во тоа што Македонија останува заедно со Босна и Херцеговина, единствена земја на Балканот која не наоѓа начин и фундамент како да ги решава тие своји проблеми. Сега Кочо Данај, например, кој е еден од главните идеолози во Албанија и во Тирана, класично заговара таа теза за обединување на албанските земји, и ако гледаме тоа што случуваше со јужнословенските народи на правење на Југославија, па растурање на Југославија, можеби тој процес неминовно ќе доаѓа ке самите албанци. Балкански народи по обичају упадају у најгору за себе варијанту. И ми сме упали у најгору варијанту за себе. Македонија е у бестежинском станju. Као космонавти. Значи, нити лево, нити десно, затворени у свој брод, велики не могу да дозволе буре барута на Балкану. А не могу ни Македонија да приме у Европску унију и по тој теории не бих се изненадио да Албанија pre svih uđe u Evropsku uniju pod uslovom da obeća da će držati svoje Albance u Makedoniji i svoje Albance na Kosovu u stanju mira. Pa to Sali Berisha go vetува na neki način? Pa mislim da su Albanci najviše profitirali, ako su Srbi najveći gubitnici. Albanci su najveći dobitnici svih događaja na Balkanu. Makedonci su imali veliki promet, ali nikakvu zaradu. U svakom slučaju, na dužu stazu stavio bih neki dinar na albansku kartu. Во овој котел на зовриени меѓуетнички страсти, албанските политички партии или дуи одбират имените на 4 скопски училишта во општина Чаир да ги сменат со албански имиња. Дали на тој начин албанскиот дел од владината коалиција savesno сака да ги заостри политичките односи во Република Македонија до ниво на нова владина криза? Господине Шајтански, ве сардиса албанците како што питу гули турците на Мечкин камен го сардиса? Зашо не сардиса? Па еве со ова проблематика со промена на училиштата, министрот, значи, го поништи вашето решение. На некој начин, вие сте оставени како фрлени во море да се борите сам против една цела структура на дуи во власта. Види, јас за Македонија ќе се борам секогаш и секаде. За македонската кауза, тоа не го крием, тоа сите го знаат. Значи, вие последен комит останавте во владата? Не можам да коментирам кој што е и што останал. Меѓутоа, јас само законски ја спроведувам постапката. Ми тие хашките случаи им ги амнестира, незаконски што се вели, или Уставниот суд се уште се нема произнесено по тоа прашање, вие за школите им правите проблеми. Ние, наша должност е како Инспекторат за локална самоуправа да ја оценуваме уставност и законитоста на прописите што ги носат општините. Општина Чаир донесе 4 одлуки кои што се спротивни на уставот и законите во Република Македонија. И добро, има ли поголема мизерија, господин Шајтански? Значи, најпатриотската влада, нели, во македонската историја да дозволи еден таков мизерен
начин. А зошто да дозволи? Па дозволи. Ако тоа вие не го направивте, значи беше дозволено, тоа помина 4 училишта, ги има смената своите имиња. Па помина на Советот на општина Чаир. Советот на општина Чаир, значи има мнозинство Демократската унија за интеграција. Министерот кој тоа го поништува вашата одлука, нели, како второстепена комисија, исто избран од владата на Република Македонија, согласен на ВМРО ДПМН. Значи, за тие имиња на училиштата се збори со месеци наназад и никој не реагираше на политичко ниво. Значи вака, одлуката што ја донел министерот, ја донел лично по своите законски овластувања што има по законот за локална самоуправа. Колку време се збори за тие училишта? 4 месеци наназад. Значи, кога се донесе одлуката, 4 јас како директор на инспекторатот веднаш реагирав, така ли беше? И сега тоа се прави во моменти кога точно се зоврива ситуацијата. Кога на некој да му одговара дополнително да биде и со училиштата зоврено, се слушам дека и во Дебар нешто ќе се случува, дека и имињата на скопските улици ќе се менуваат во албански така натаму и така натаму, што значи дека некој како од позади со некоја скриена рака да ги влече тие конци. Очигледно е дека тоа така се прави во Македонија, значи на таа замислена линија од Куманово до Струга десно од автопатот, веќе подолго време се прават такви тензии, таква пресија врз македонците, еден вид етничко чистење. Тоа сите го знаеме и тоа нема што да се крие, значи. Не де Боже како да се разграничуваме. Така нешто. Зошто Дуи ја пикаше постојано главата во песок 2, 3, 4 година назад, сите ова го кажува. Сите веле дека овие тенденции кои се случуваат во политичкиот дел на живеачката во Република Македонија, кај што реално Дуи и ВМРО се сакат кога ги делат тендерите, но и кога тоа го прават толку длабоко меѓу себе се мрзе, толку длабоко меѓу себе се поделени, што се вели дека ова не може да оди на добро. И целата ова работа која ние ја предедувавме 3, 4 или 5 години назад, дека ова е толку кревко, дека ниту еден економски резултат, ниту една странска инвестиција не може да ви покрие тоа што ви се гледа доле на терен, дека Македонија под двата клучни шавови се дели, дека нема да иде на добро. Дујот тоа одбра да го премолчи. Видете, јас мислам дека Груевски одлучил сите овие джепови етнички мешани средини кај што е можно да се очистат. Тоа е јасно. Што мислите по тоа? Мислам под ова, дека Груевски на некој начин, дали свесно или несвесно, го реализира оној проектот на Македонската академија. За размена на тели? Може би не размена, али тиха поделба на гранични, со тачни етнички граници на Македонија. Тие тези кои сега се пласира дека сите мултиетнички држави не покажале знаци на сериозен развој. Јас сум бил секојаш за мултиетничкиот концепт, но јас денес тврдам дека Македонија не е нива кај што расте таа билка. Знаете, се вадат изјавите на Меркел, па се вадат изјавите на Камерон. Значи се чека било кој странски фактор да каже дека умре Македонија 20 години зборуваме за мултиетнички концепт, а ни се случува спротивното. Никогаш не сме живееле паралелно повеќе од што сега. Поделени, поразвојни него сега. И што повеќе ние зборуваме за интеграции, европски, не знам какви, што повеќе Дуи сака да не увнесе во НАТО, Дуи заборава нешто многу елементарно. НАТО не ти ги решава проблемите внатре. Пазете, Грчка и Турција се во НАТО со 30 на години, 40 години. Но сите етнички проблеми внатре ги имат се уште. Не ти ги решават тие проблеми НАТО. И тука само го залажуваат народот. Ние и утре да бидеме членка на НАТО, повторно ќе се тепаме по автобусите ако водиме ваква политика. На крајшто, господине Ким, велат дека двете победнички партии, ке македонците и албанците, треба да формираат влада, да ги артикулираат желбите на граѓаните на Република Македонија. Ако желбите на граѓаните се да биде една мултикултурна Македонија како една заедница живеечка на македонскиот народ и останатите граѓани, народности и народи кои живеат во Македонија, и ако двете партии се во таа влада, а ние сме поделени многу повеќе него што сме биле пред 5, 10 или 15 години, тогаш каква политика спроведуваат тие две партии? Знаете која е политиката? Е многу едноставна. Јас можам да тврдам дека луѓето од Дуи немат поразлично мислење од мене во однос на ВМРО. Но знаете што нив ги разликува? Тоа што по секоја цена сака да дојде до власт. Истото важи и за македонските политички партии. Дозволете ми да ви го извлечам заклучокот. Што е заклучокот? Во Македонија партиите се борат за власт, не за држава. Нив ги интересира само власта, значи личната корист.
И за нив не постои државата. И затоа ви имате граѓани кои се сопственост на владата, а не на државата. Тие не се државотворни народи, туку се владини народи, на партиите. Затоа во Македонија се случи најужасното. Не се приватизира само имотот државен, се приватизира и народот. И имате народ кој што припаѓа на ова партија, на другата партија. Имате албански народ што припаѓа на албанските партии, не на државата, не на институциите. Имате македонски народ што припаѓа на македонските партии. И од тука политиката е сватена како спортски надпревар, како фудбалски надпревар, кој кому ќе даде повеќе голови. И тука нормално, албанците примат повеќе голови затоа што имат такви политичари. Скопје денес личи помалку или многу на Белград од пред 10 години, кој беше центар на тој балкански криминалитет, тука сконцентриран на едно место. Всушност, во Македонија денес, на јавна сцена е тој конфликт помеѓу тие структури кои сака да влеземе во НАТО и Европската унија и тие структури кои од некои криминални причини сака да држат Македонија надвор од овие институции. Што ќе се случува со Северно Косово? И постои стравување во Македонија дека ако се отвори таа Пандорина кутија на Северно Косово, дека Македонија ќе биде следната. Да вас питам нешто, како мислите да затворите ту Пандорину кутија? Ја луѓе стално питам, како мисле да таа Пандорина кутија обстане? Како вие гледате на тоа? Па не гледам општо, ова е само питање кој да имате буре со 100 рупа и ставили сте свуда чепове. Колку ќе да држи? Не знам. Што со Македонија ќе се случува? Па со Македонијом она ќе биде прва на удару. Зашто? Због огромне кризе која сад надолази у економска. Не, која надолази у Грчкој. Где ќе многи луѓе од оздо бежати према вама. Зашто? Ваш систем е пропушлив да перу новац, да се сакрију, да побегнат. Значи сви криминалци из Грчке кои иоле имају пара бежаće у Македонија. Односно вамо према Србија. То ќе исто и бугари каде криза удари. То ќе исто и албанци кои су веќе дошли. То ќе исто и Срби. Па сте ви онда резервоар што е некад био Београд, сад е то Скопје. Колку се оправдани тие стравувања дека во Македонија може да се повтори 2001 година и колку со овие серија на меѓуетнички инциденти Македонија се наоѓа на работ на нов воен конфликт. Полицајци избиваат 20 албанци. И вие не се осмелувате да соберете храброст да барате оставка на Гордана Евкуловска. Оставка како морален чин. Пошто ќе ја браните у парламент. Не, оставка како морален акт е индивидуален акт. Па дури во вино дека сте правиле фалсификат, дури во вино дека сте правиле фалсификат на попис. Значи ве множат со нула, а вие велите не, знаете, ние сме сериозна партија која ги согледува процесите во државата. Мислам дека погрешен ви е пристапот дека дуи ја оценувате, дуи ја гледате низ перспективата на друга политичка партија, односно на ВМРО. Јас пак ќе кажам, дуи е автономна политичка партија која што легитимно ги представува албанците во влада. Независно мене не ми е битно дали што мислат албанците за председател на друга политичка партија, дали е тоа премиерот или не. Мене ми е битно дека албанците имаат доверба во Али Ахмети, имаат доверба во Дуи во последните 10 години и гласаат со апсолутно мнозинство да ги представи во владата. И ние тоа го правиме. Независно кој е ставот према другите политички партии кои што е во владата. И тоа е доволно. Тоа што Македонија ние ја спроведуваме програмата која што сме добиле како мандат од изолирана држава. Тоа вас не е важно. Тоа што начело на тие ресори кај што Македонија се прави изолирана држава има представници на ДУИ. И тоа вас не е важно. Значи тоа што ви убива 20 албанци во Гостивар, и тоа не ви е важно. Вас ви е важно дека Али Ахмети вие кажате, вас е важно дека Али Ахмети победува 10 години, па и 20 да победува. Значи 20 позицијата на албанците никогаш не била помизерна во Република Македонија отколку во мандат на ДУИ. Не е точно. Правно-политичкиот статус на албанците во Македонија е драстично различен од пред 2001. И продадовте интересите на албанците за амнестија на 4, 5 или 6 хашки случаи, што не е добро. Не е точно, значи ние сме концентрирани во спроведување на рамковниот договор и придобивките од него. Меѓутоа и во делот на интеграција на земјата во НАТО и Европската унија кои што се клучни приоритети на партијата. Меѓутоа едно треба да се свати. Интеграцијата на државата во НАТО не е само обврска на ДУИ, туку на сите политички партии, дали е во владата или во опозицијата. Ние го правиме максимумот. Ние сме во влада, пак ќе кажам заради тоа што албанците не избрале. И во таа влада правиме максимално секој ден со сите наши капацитети и можности, да ја приближиме земјата, да најдеме начин да го решиме спорот. Меѓутоа, таа обврска, оваа држава не е само на ДУИ,
на сите нас. Кога ги гледам овие работи, господине Ким, имам чувство дека вие може да бидете повеќе тепани отколку што претпоставувавте вие или отколку што претпоставав јас дека може да бидете тепани. Вие имате капацитет да бидете тепани многу, а на тоа да дајте еден сериозен призвук дека состојбата е под контрола, лоцирани си виновниците. Како може и полиција да лоцира виновници, а не ги опсега? Дека Груевски не може да тепа толку многу колку што може да издржи Али Ахмети, али на наш грб. Секогаш ќе има сочувство, ќе има смирување, но ние постојано одиме по патот на насилството. Јас би ги прифатил таквите објаснувања, дека институциите ги држат под контрола. Но јас гледам дека секој ден оди полошо, не оди кон подобро. Почна со енциклопедија, со извици низ стадиони, со палење знамиња, со тепачки. Јас знам дека нечии деца до вчера беа во шок соба. И ова се случува на таква сериозна партија, која што знае што прави. Па јас мислам дека ако може на една земја да и се случи нешто поозбилно од ова, за да озбилно политичарите да размислат што, кај ја водат ова земја, тоа ја не знам што треба. Поозбилно од ова е само војната. И за војни услови, во текот на една недела 2 жртви и 15 ранети е многу, а не за демократска земја, која што тврди дека се гради. Ние имавме војна некаде 3-4 месеци со околу 150 жртви на двете страни. Па ви велам, и во војни услови е вест 2 жртви и 15 ранети. Пред нешто повеќе од 2 години направивме една емисија, почитувани гледачи, во која емисија ги споредувавме политиките на Анте Марковиќ и политиките на Никола Груевски со одредена теза. Дали двајцата политичари кои дојдоа на чело на Југославија или на чело на Македонија како клучни економски реформатори, на крајот ги баталија тие економски реформи и пред своите очи гледа како политичките проблеми ги рушат нивните програми и ги рушат нивните држави. Господине Бечети, дали ова време на Никола Груевски, на економски, политички и верски план помалку, може би наликува на времето на Анте Марковиќ 89-90 година во поранешна СФР Југославија? Го очекувавме и Марковиќ како и го промовиравме како голем економски реформатор. И му се распадна Југославија на крајот. Не би посакувал тоа да му се случи на Македонија, но вака како што тера. Господине Кимовски, на Анте Марковиќ му се растури СФР Југославија. Што ќе направи Никола Груевски според вас со Македонија, двајцата почна како големи економски реформатори? Па, искрен да бидам, јас и пишував за тоа. Анте Марковиќ имаше програм кој што го прифативме сите, влезе со таков осмех во Сојузното собрание, а на крај доживеа да после 2 години му се распадне државата. Груевски исто имаше наводно силен економски програм, ветувајќи вработувања, странски инвестиции и подобар живот на граѓаните. Меѓутоа, како тргнал, се плашам дека ќе му се случи слична состојба како што му се случи на Анте Марковиќ. %80 од албанците во Република Македонија смета дека државата се движи во погрешна насока. 83% од албанците во Република Македонија немаат симпатија за политиката на Никола Груевски. Тоа се страшни бројки, почитувани гледачи. Би бил многу разочаран, навистина бил многу разочаран ако после сите овие меѓуетнички конфликти се зголеми бројот на македонците и бројот на албанците кои сметаат дека македонците и албанците не можат повеќе да живеат заедно. Тоа навистина било поразително, почитувани гледачи, 10 години после 2001 година нашите тенденции да се движат во тој правец. Гледате, сме христијански, ние веќе имаме на класично спроведување на тоа српско сценарио. Ако србите и косоварите се договарат за Косово, точно имаме едно прелевање во Македонија. Овие инциденти што се случат, тоа апсолутно личи на рацете на одредени служби или на одредени луѓе кои не сакаат Република Македонија што се Јас како претседател на ТМРО, значи во неколку наврати го имам посочено тоа сценарио како опасно. Значи таа шема за поделба на Косово и поделба на Македонија. И точно значи се врши прелевање на кризата тука. Значи, не поминаа 2 недели од тоа, нели, признавање со фуснота помеѓу Белград и Приштина, одредени немири кои само прогласување или како се нарекува таа организација на Албен Курти ја прави на Косово, има одредена критика до албанските политички партии од страна на господинот Курти пред 3 или пред 4 дена дека тие не се грижат за албанските интереси, туку за своите фотели, повикувајќи на нивно обединување.
И доаѓаат сите овие инциденти, тепачки по школи, бодење со ножеви, убиства на луѓе, палење на цркви, така натаму и така. Значи, на некој начин како некој свесно доди. И јас така го сваќам, значи, и мислам дека ова сценарио со училиштата е токму иницирано за овој период. Ова сега што го кажавте. Тоа може пред 2 месеци да биде во помирна ситуација, со одбрана да биде направено токму сега. Ама може значи да биде направено и последна година, можело и пред 5 години да биде направено. Значи некој одбрал сега. Начинот на постапката, значи не зборуваме за имењата, ние како инспекторат немаме надлежност за имењата. Значи им се покаже на македонците нема што да барате во места кај што албанците се мнозинство. Така, јас така го сваќам тоа. Значи меѓутоа имат направено пропуст во постапката. Ставите ли вие подпис на тоа? На што да ставам подпис? На овие промени на училишта? Никогаш. Господине Буер, па вие и кога делите тендери ко браке, вие се мрзите со ВМРО ДПМН. И тоа по вертикала кога се спушти надоле. Па Македонија и ова што денес се случува, всушност се личи на политиката на ДУИ и на ВМРО ДПМН. Ние живееме паралелно. Тамо кај што се допираме, тамо се тепаме и се караме. И таков аманет, и таква една порака, и таква една држава вие ќе ставите на следните генерации. Мислам дека е многу проблематична ова позиција на ДУИ, морам да ви признам. Пак ги гледате партиски работите. Мислам дека ова не е проблем меѓу ДУИ и ВМРО. Јас ви читам анкети. 83% од албанците велат негативно за Никола Груевски. 80% албанци велат Македонија се движи во погрешна насока. Па ДУИ е на тој владин брод или надвор од тој владин брод? Па вие не сте на споредни чамци на тој владин брод. Вие сте на истиот тој брод, кај што 80% од албанците велат дека Македонија се движи во погрешна насока. Не може да бегате од тоа. Албанците знаат дека ДУИ прави максимум со сите своји капацитети. Па добро, не сте помислили дека може не би било за повеќе. Ако правите максимум и ништо не успевате да решите, тоа штарнете се може некој други. Тоа гласачите го ценат и тие сметаат дека ние имаме капацитет тоа да го правиме и затоа ние даваат довербата. А се друго е дел од нечија политичка агенда која што смета дека ДУИ треба да игра некоја улога за да се дестабилизира политичката сцена во. А вие ја стабилизирате. ДУИ е најстабилизирачки гасни комори за шиптарите, па има шарање на џами, па има палење на цркви, па има убиства во гостија, па има тепање по автобусите. Значи епте някој стабилизиравте Македонија. Немојте толку да ја стабилизирате, може ќе ни биде подобро. Ние сме вознемирени од последниот циклус на настани. Што ние користиме тоа што сте вие вознемирени? Значи вознемирени сме и сметаме дека тоа може да влијае на стабилноста на држава. Останете со нас и по рекламите, опроследете финалето на нашата вечерашна емисија. Се е лесно кога толку многу ги сакаме. Бекутан. 30 години љубов и грижа за нашите малечки. Од сега во ново пакување. Ало, душа, доаѓам со шефот, подготви нешто. Изведнаш се враќам. Повелите, комшивке. Се врзам, ми доаѓа важен гост. Не паничете, комшивке, имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба. Јас повеќе би сакал чаша мела. Повелете, комшија. Секоја генерација го заслужува својот Јарис. Новиот Јарис од Toyota. Дали овие меѓуетнички инциденти помеѓу македонците и албанците кои траат веќе неколку месеци или кои може да влечат корени од тоа што се случуваше ланската година на Калето, може да се претворат во одреден верски конфликт и начело на тој верски конфликт да застане некој нов верски водач во Република Македонија? Мислите дека во една сегашна политичка ситуација која се случат серија на потези, Вевчани, Гостивар и така натаму и така Струга, кога очигледно дека политичките партии во албанскиот дел, па дури и во бошњачкиот и во торбешкиот дел, не се адекватни, не се доволно силни да ги артикулираат тие незадоволства кај населението муслиманско во рамки на Република Македонија,
дали тоа не е доволен простор. Политичките партии со тек на време да бидат трнати во аут и тој религиозен аспект, исламски аспект да дојде на сцена и тој да биде таа иницијална каписта која може да направи проблеми во рамки на Република Македонија. Па не би рекол, зашто пак ќе наведам тоа што го кажа во почеток, дека ја нема доволно таа религиозна субстанца тоа да го произведе. Друга клучна многу работа е што ИВЗ значи не е доста функционална. Надвор од ИВЗ. Надвор, мислам улицата да го бара тоа, не ИВЗ, него улицата да го бара. Надвор од ИВЗ би можело само ако се најде значи некој лидер кој добро политички би ги артикулира заедничките проблеми кои ги имаат. Муслиманите го бара тој лидер. Па не само муслиманите, 20.000 луѓе пред 10 на дена имаше во гостивар, тоа не е мала бројка. Јас чувствувам дека тоа го барат и македонците во некоја смисла, значи ако има некој кој би ги артикулира тие секојдневните проблеми заеднички што се за сите граѓани на Македонија, мислам дека во ова време и во овие моменти со ваква опозиција и со ваква позиција би можел некој многу ршум да прави на политички план за многу кратко време. Не знам дали таков Алан Форд се појавил во Македонија, дали спие, дали седи на компјутер, но мислам дека во ова време кога има толку значи политичко оддалечување на елитите од населението, чинам дека тоа е голема подлога за такво нешто. Денес на маса се става една многу проблематична теза или проблематична теза за мене дека Македонија треба да прави колку може повеќе проблеми и инциденти и на тој начин да ги принуди американците и НАТО на самитот на НАТО во Чикаго да ја примат во редовно членство. До каде ќе оди целата работа? Овие инциденти веќе траат 1, 2, 3 месеци, значи некаде почнуваат и вевчени, предвевчени спортските надпревари и така натаму и така натаму. Веќе се оди на цркви, веќе се оди на џами, тепачки по улици, се наметнува тој страх или таа психоза на страх децата да не се пуштат во автобуси. Значи тоа не е добар амбиент за решавање на некои крупни проблеми во Република Македонија. Тоа се случува некаде на 2 или 3 месеци пред самитот на НАТО, па дури има глупи тези дека колку ние повеќе покажуваме дека можеме да се тепаме доле во Македонија, толку повеќе дека тие ќе се загрижат и ќе не речат дојдете побрзо. Тоа е глуп. До каде ќе оди целата ова работа? Знаете до каде ќе оди? Дури утре да престанат тепачките, јас мислам дека Македонија е држава која што ќе опстои, но никош нема да ја биде држава. Никош не многу ви тврда тезата, морам да признам. Па видете, за жал јас не изнесувам желби. Мислите би биле како некои инвалиди држави по таа некоја линија Босна, Косово? Ние ќе бидеме двостандардна држава. Или помалку и ќе бидеме на Балканот, пазете, се создаваат две врсти држави. Едни кои што се консолидирани и се консолидират и едни кои што делуваат како привремени држави. Таква е Босна, таква е Македонија. Зошто? Затоа што овие држави не покажаа внатрешен капацитет дека дури и тоа што се договарат меѓу себе може да го реализираат, а не тоа што им го наметнува некој од надвор. Јас затоа тврдам дека Македонија час побргу треба да се соочи со својата реалност, дека предалеку отиде со овие националистички политики кои што се прикриваат. Ситно националистичко, ке степа дете, ке шара џамија, ке запала црква. Нешто да ви кажам, од сите споменици што Груевски ги изгради, секој што има очи да гледа и што може има свест да препознае, највисок е споменикот на меѓуетничките поделби. Тој дури ако погледнете вие и поставува некои чудни граници и во Скопје, гради зидови, гради тачно до каде и ако ги следите дури и овие големите знамиња на Македонија, ни Западна Македонија ги имате само кај полициските станици. Значи не може баш било каде да ги постави. Така да, вие треба да сте слеп, треба да сте нелогичен, треба да сте надпросечно глуп, да не видите дека само еден споменик се Груевски во текот на своето владење изради на Македонија. Меѓуетничката нетолерантност. И тука нормално свој удел има и Дуи. И тоа голем удел. Од и Дуи свесно влезе во владина коалиција, која што колку и да се промени, колку и што да се демократизира, не може да се спаси од тоа генетското, антиалбанското, што го има во својата срж. Па таа партија настана врз база на антиалбанското.
После секој протест на албанците денес во Македонија, јас ви гарантирам, Груевски станува се популарен кај македонците. Но со тоа од двете страни расте процентот на тие што мислат ние заедно не можеме држава да изградиме. И од тука мојот заклучок. Македонија ќе опстане као држава, но нема да ја биде држава, нема да ја биде таа држава што сите мислевме дека може да ја изгради. Погледнете ги рекламите, се враќаме за една минута да одјавиме нашата вечерашна емисија. Стариот добар Проколин отсега во ново пластично шишенце и во нова модерна амбалажа. Ви ги представуваме и новите Проколин вештачки солзи за хигиена на очите, кои овозможуваат чувство на комфор. Заедно со Проколин, раствор за чистење, подмачкување и за дезинфекција на вашите контактни леки. Проколин, линија за комплетна нега на очите. Ало, слушо, доаѓам со шефот, подготви нешто. Веднаш се враќам. Повелете, комшивке, се брзам, ми доаѓа важен гост. Не паничете, комшивке, имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба. Јас повеќе би сакал чаша бело. Повелете, комшија. Колку начини за искаштување можете да замислите? Ви го представуваме Бронлес, ефикасен при продуктивна кашлица. Бронлес го олеснува искашлувањето и дишењето. Секоја генерација го заслужува својот Јарис. Новиот Јарис од Toyota. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов. Ние се гледаме идниот понеделник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.